Името на Климе Садило е тесно поврзано со охридската чалгаджиска песна. Низ окаците на стариот град се слушала песната која што ја пееле садиловци. Пееле унисорно на 5 јазици, не само во Охрид, туку и подалеку. Биле познати во Белград, во Софија, во Албанија. Ги развеселувале луѓето на свадби и на разни веселби. За детали од животот на легендарното музичко име Климе Садило ќе ни открие неговата ќерка Милка Садило. Останете со нас. И лаутата на кој свирал Садило, кога би можеле да зборуваат, многу би раскажале за дртовите и радостите на музичарите од оваа тајфа и раѓањето на охридската чалгаджиска песна. Песните кои живеат и денес ги создавале охридски музичари, кои најчесто биле самоуки, но надарени од Бога со музикалност. Со кемането и лаутата се претеле песни за Деспина, Антица, Фросина, Рисавги. Радоста и тагата кој ги носи животот се преточувале преку песните кои живеат и денес. Со убавата чалгаджиска, староградска песна се пребродувале сите искушенија и премрежја, давала сила за живот. Едноставно, песната на луѓето им ја олеснувала тежината која ја носел животот. Повозрасните се уште ја памета чалгаджиската песна на Климе Садило и неговата тајфа. Првата тајфа ја чинеле Наум Курте, Паско Пепелко, Кузмановски, Карче, а подоцна во другите постави им се приклучиле и други музичари, како Ѓоре Чочек и Мехмет Утчи. Приказната за животот и музиката на легендарниот охридски музичар Климе Садило и тајфата ја раскажа неговата ќерка Милка. Татко ми роден беше 1880 година. На 16 години загинал во Битоле. Кој период е тој? Ви израчунаме. Добро. Тој крајот на 19 век. Е така. Така. И оттаму после, пошто брат ми на која возрастна, и тој на многу млад на 17 години, овој големиот што умрен, учел музика. И така си направиле состав. По потреба си се составувале, си правеле тајфи. Младиот Климе Садило задоен од мали нозе со музика, заминал на 16 години да учи виолина во Битола. Татко ми бил самоук. Дедо ми мој исто свирел. А дедо ми мој се дружил со тајфата на Караѓуле, на првите трубадури што биле овдека. И така само многу имал чувство, слух за музика. И од желба на 16 годишно дете почнало да свири на виолина. Но татко ми не можел сам да го школуват и го пуштил во Битоле. Учел во Битоле кај на позната фамилија Лозанчеви, така се вика тие. И сега, доскоро имаше од нив од таа фамилија некој жив, таму учел една година музика.
Томе Садило бил левичар, со совршен слух, а имал среќа да ја купи и да свири на исклучителната виолина од битолското семејство Лозанчеви. Виолинава е купена од тоа семејство, што има внук ми сега, од Лозанчеви, од Битола. Од поколение на поколение се пренесвела. Доста е стара виолината, ма не е од Страдивари, него некоја друга марка, ама како виолина од татко ми, и како татко ми што свирел со онези и таков звук што имат виолината, немат никој таков звук, таква виолина, ако не е од Страдивари, е доста ценната, ама ево ја сакав да ја поклонам на музејов, да стои како спомен. А имам и лаута од татко ми, ама музејов наш немат слух да дај пари за таква работа. Министерството за култура не му префрлят пари за да може да ги земет. А цената не е многу голема, двата инструменти, не ги процена еден стручнак од Скопје, од опера, дека 10.000 евра би можело да се даде двата инструменти. И така стоят. Внук би си ја држи виолината, зашто е наследство, јас си го имам утот. Првата тајфа на Садило ја чинел Наум Курте, Паско Пепелко, Кузмановски и Карчи. Првата тајфа, ево вака биле, да кажам. Од секогаш свирел со Наум Курте, со Пепелко, со овај Кузмановски и со овај Карче. Ама овие двајца, повремено и се мен веле, овај ако не можел да свири, татко ми овие двајца свиреле, свирел брат ми пополнувал. Бил юнак 16-17 години. Тама многу убаво си поминувале и многу се сложвеле како така, унисонно пееле, сите во еден глас. Ретко кој пеел сам, сите во група си пееле. Песмите во група си ги свиреле. Подосна во другите постави им се приклучиле и други музичари, како Ѓоре Чочек и Мехмет Утчи. А овај Карче и тој понапред го заменил еден турчин Мехмет Утчи, се викаше, тој свиреше исто ваква лаута, ама кога си одвеа турците во Турција, тој си оде таму и таму умре. Па после имат свирено дајрето, го имат заменето после Ѓоре Чочек во втора, во трета тајфа. Како што му требало, така се формирале. Како што му удело. Работата, музиката, како што ми дала. Професионално, животот Садило го посветил на музиката и 8-членото семејство кое го хранел заработувајќи од музиката. Живеачката беше од 4 жици, затоа мора да одете настрана да може да спечелят нешто. Сестри ми биле за мажачка. Големата од што беше мажена кај Заричина, таа најстара сестра, другата сестра е у Касапа, Касаповци, таму беше другата сестра. Ова третата што беше со мене, таа не се омажи, таа живеше со старите исто како и мене. Имам двајца братија, големиот, ево, тука е тој не, ќе ви кажам друга слика да побарам. Големиот брат, Динче се викал, тој свирел со татко му и на свадби, Новодор бил жив, ама умрел многу млад на 28 години. Куќата на Садило била до Горнапорта, погледот пукал кон езерото и тврдината. Милка, најмала во семејството, си приспомнува за детството исполнето само со музика, која ја свирел нивниот татко. Во горната куќа кај што седевме во старата, имавме еден голем чардак. На тој чардак сите манифестации се дешаваат. Тука се свиреше, тука сестра ми ги чекаше гостите и честеше со тоа што имаше. Свет тука беше и цело време беше со музика. Дури
инкасатори што врвеа за струја, за вода на времето, ке се вратеше еден од Кошишча, беше номче, жидек, го вика, ке му речеше, Климеди, носам сметка, ама зове ке ми трнише на песна. И не му велеше не, никого не одвращаше. Само со песма, со музика беше, велеше, музиката го храни човека и му дават живот да живи подолго. А уствари нас и не хранеше, не од тоа живе фамилијата моја, од тоа живеше татко ми, друг беше жив, после кога му дадоа пензија, последните години, 63-та ми се чини, така 65-та умре. Садиловци пееле унисорно, на 5 јазици, а биле жива енциклопедија на песни. Сите песни ги помнеле и ги пееле без ноти и текст, раскажува Милка. Турски, српски, албански, француски, италијански, знаеше, грчки. Не знам што не знаеше, песмарици имав наука голема. Сите беа ръчно писани. Пред да умрит, беше веќе на смртна постеля беше. Некој му е побара песмарицата. И не знаеше да ми каже кој ја зеде после, зашто веќе падна во кома, се изгуби тато, песмарицата. Никако не можеше да ми каже, песмарицата загина. Тоа беше нашето богатство. Што не имаме напрено, сторено да му име да е најме, не му име да е најме. Садиловци пееле со душа и срце, затоа нивната музика трае. За вежбање не вежбаја, ама кога дојдеа од свадба, дома на чардакот ке си седнеа, ке си се напијаја нешто, сестра ми беше тука, јас ако спијав, таа беше будна, ке ги почестеше, ке си го делеа тоа што си има заработено еднакво. Си се слагаја, многу си се слагаја. Немаше кавги. Сега, како група, може некоја ще се кара, ама тоа многу ретко. Ние не знаеме меѓу ними. Омилена песна на Климе Садило била Фросина. Со најголем кеф ја пееше си приспомнува неговата ќерка. Ги сакали револуционерните песни, раскажува Милка. Таа вели дека татко и не само што пеел и свирел, туку бил и текстописец и автор на многу песни, како што се собар скоро и излези на пенџере рисавги. Јас мислам Ѓорѓешета со кајчето, за Фросина и за Деспина. И овие две што ми ги сменавте сега, вие што правевме мотата. На пенџера, е така. Тие, ама имаше многу други песни, јас не знам, тој беше море од песни, не знам што не пееше, што пееше. Тоа беше нешто неверојатно. Татко ми пееше повеќе револуционерни песни, комицки и народни песни. Наши револуционерни, народни песни. Ко пеел последен пат, последниот век од животот, ко свиреле во Летница, само со такви песни пееле. И не свирено и во Ориент, тоа напред било Велика Србија, и тука имет работано во Белград. Во Велика Србија се викал ресторантот од Чекриџиевци, овде Охриџани се тие, во Белград што живеа, а имат и во Бугарија. Работано, баш ко умрел цар Борис, не знам колку време биле во Бугарија, не знам колку време не свиреле, све било забрането да се свири, и тогаш живеачката вели беше многу тешка. Во 50-тите години од 20 век музиката и песните кои ги пееле Садиловци излегле на лонг плоча, и тоа прво во Америка, на Бродвеј. Потоа биле снимени плочи и за дискографската куќа Југотон од Загреб, кажува Милка. Зоран Георгиев беше дојден на година со други македонци што живееле во Америка и дојдоа дома, зедоа песми, со татко ми
много доста разговара и многу песми му испеј. И после тие кога се вратија во Америка, напишаа таа плоча, извадоа таа плоча и од таа плоча не пушчаа по еден примерок на Сивен Асов, дека јас имам, ама толку шетана што не знам али може да свири, дека не знам каде не ојде. А после песми дале и на југот од Загреб, кои се исто во плоча мала се изваиле, ама од таа плоча на сестра ми после ме натера да ја отворам жиросметка во Охридска банка, тога не знам која банка беше, за да можат процент од продажбата на плочата да ја пуштат на сестра ми. Динар не добивме. Сметката беше празна и јас после известно време помре татко ми затвори таа сметка. А не знам колку тираж се продала во Загреб. Како алва оделе плочите. Динар никој не ни пушти. Немало свадба и веселба во Охрид и Струга да не пеат садиловци. Биле повикувани на веселбите да ги направат уште повесели, дури и во подалечни земји. Пееле во Србија, Албанија и Бугарија. Татко ми со тајфата во 38 година на Зога му е свирил свадбата во Албанија. Може да мислиш сега од кога им е почнато да свират. 38 година било. Кажеше татко ми, 1938 рече, пишите го некој спис, имам таму од новинари, други шо му имет каждано, сестра ми појке, знаеш, јас помалу бев со татко ми на работа вамо, тамо по бекапи, битоле, по работата ми беше таква, многу малу бев дома. Ма сестрата постарата и постариве сестри шо имет кажано, така и тој ми кажеше, знам дека, рече, јас се свиде свадбата на Зога во Албанија. Значи свиреле Албанија, свиреле Србија, свиреле Бугарија, зато и пензија не му даваја, мислеа дека се бугарофили. Многу касно, перед умирачка пензија му дадоја, никако не, се мачеа за пензија, од 5 не жили пукнаја луѓето. Во турскиве свадби, кога одеше Јува Бара и на лаута да се свирит, тога овај свиреше на виолина Номче и овај Кузмановски, а татко ми го заменвеше овајга понекогаш, ако не можеш Паско да дој Пепел, кој така, знаеш. Луѓе се поболивеа, кој вамо, кој тамо и така. Ви кажам, составите ги подесвеа према желбите на нарачателите и на муштерите. Свиреа на свадби, на крштевки, на сунети по турциве, на свадби турски, на шиптерски свадби, албански свадби, да речам. На све. Каде не име многу работано, нарочно во Струшкиот регион, во Струга претежно, во Белица, во Мишлешево, во Драслаица, во Вевчани дури горе. Садиловци свирале не само на свадби, туку и на разни манифестации. Милка посебно си приспомнува за имендените од татко и мајка и Славка. Свели некој да одам горе, има ред горе на порта, татко ми многу свиреше за Свети Кирил и Методи горе, кај Бајамина од Чобана што ги викат песми, цел град слушаше. Тога многу Свети Кирил и Методи се славеше во градов. Охриџани, постари, сите одеа тамо. Се беше собиралиште на најубави песми што може да кажа. На Божик севденки праја, за Великден свадби праја појке, за потопло тога времето. За ево бака за Свети Кирил и Методи, за Август, за Илинден, за Свети Илија. Татко ми се викаше Климе
И визита кога имаше татко ми, појке имаше во летен Свети Климет, на Пантелеймон, кога појке имавме гости, него во зима, зашто тука не беше црквата Свети Климет и оттаму иде од црква се враќа дома. А исто и стар Свети Климет си го славевме, тога е прав Свети Климет. Многу беше убаво. Се пееше на визита? Се пееше. Многу се пееше. И на визитата од татко ми, и на визитата од мајка ми. Мајка ми Славка се викаше на православна неделја. Во тајфата на Садиловци, покрај македонците свирел на лаута и турчинот Мехмет Утчи. Немаше верски разлики и се живееше во хармонија со сите луѓе, напоменува Милка Садило. Јас таму како дете, момиче, 7-8-9 години таму одев. Играв со турчината горе. Имаше една тетка Санија, тој Бекир, модерно кавалер, турско кавалер, што го викаја на времето, не знаете вие. Таму одев, кај ми, секојаш ке ми дадеше млеко, држеа крави, машченца. Многу се сакавме. Многу посладевме таму до Лулабино да периме, поминувавме ни сите турски куќи. Кога се враќавме, ке застаневме со плячките, ке не почестеја сливи, круши, едно друго што имаја во башчите. Претерано се слагавме. И кога се одвеа турците за Турција, ние плачевме сите. Во домот на Садило доаѓале разни музичари. Музичарот своите знаења несебично ги споделувал со помладите колеги. Милка ги спомнува Кузман Поп Стефанија и Сотир Дзингал, членовите на ансамблот Билјана. Идаше Кузман, јас знам колку пати, ке ми речеше, бев дома ти денеска, убаво реков си направила, јас на работа. Идеш. Сотир стално со Сотира си се имаше, со овие веќе си беа тајфа. Ке ми речеше мене Сотирко, ке ме најдеше, мори Милче, реката од татко ти никој нема, татко умре, татко ми. Реката од татко виолината никој нема. Животот на Климе Садило не бил лесен и радосен како музиката која ја пеел. Најтешко во животот му паднала загубата на двата сина. Многу тагувал по децата, едниот од нив Димче пеел повремено со тајфата на татко му. Татко ми умрел, брат ми многу се таа умирачка го скршила. И ова песма на што е пеет овај Новица Василевски за Садило, токму е така. Према како што е писана, овај што е писала Огнен Неделковски, како дома да ми беше, што има написано таа песма со содржината. Што можеш да правиш? Пеел. Немало уште 6 недели за брат ми пеел. А морал да пее, таков му бил занеток. Уште како многу младо момче, Садило на почетокот од 20 век бил затворен во Зандана, се заради музиката. Една песма. Песмата се викала "Сеќаваш ли се, султане, напроед комити да дојдат". Таа песма ја пееле и свиреле во Битола и за тоа бил затворен не група Басева, само татко ми. Година и пол затвор во Битола. Животот на музичарите бил исполнет и со бројни анегдоти. На некоја свадба во Струга ми се чинит, си спијанале, многу било весело, многу играле ова и на Куртем го пукнале кеменето, го скршиле. А на татко ми пак лаутата му име пукнато некаде на некоја свадба.
Знаеш, кога си спијани луѓево, не знаеш што прават. Ке речеш Климе Мушава, ке речеш и бам, со раката и толку сакат инструментите. Непосредно пред неговата смрт од Завод и музеј прават аудио музички запис на дел од песните и ората кои ги исполнувала тајфата Садиловци, раскажува Милка за случувањата пред 5 децении. Татко ми, кога се поболи 65-та година, дојде докторот Джело со брачет ми Перо Тиле, докторот, тој ми беше брачет Перо, го замоли Джело, го донесе дома да го прегледат. А, ништо не дечичко, Климе, ке оздравиш, пак рече ке дајш песми. После малку, другиот ден, малку се стори поарно, му дадо инекци, и другиот ден дојдоја и го зедоја во музеон за да дај последни песми. Ама тока веќе не можеше. Песмите што имаат пеано се гледат дека е болен, помени. Ама даде песми. Тие беа последни песми, 65-та година, кон 5-10 беше иули или 15 иули, зашто без 5 почина. Татко и Климе имали голема желба да продолжи да живее музиката на Садиловци. Последна желба му беше виолинава да се дај на внук ми. И последна желба некој од внучината помали да учат на виолина. Никој не научи. Милка Садилов да не жали што градот нема посветено ни едно обележје во знак на почит и среќавање на легендарните Садиловци. На 21 јуни 1965 година згаснал животот на познатиот музичар Климе Садило. По 5 децении од неговата смрт живее музиката која ја пееле и свиреле Садило и неговата тајфа. Песната никогаш не умира, поготово не овие охридските чалгаџиските песни, вели убедливо Милка, керката на Климе Садило.